Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Наша денешна тема е COVID-19 и невролошките заболувања. На оваа тема ќе разговараме со мојата денешна гостинка, доктор Марија Гашевска, невролог во Аџибадем Систина. Доктор Гашевска, добре дојдовте и благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата денешна емисија. Добро утро, ви благодарам на поканата. Како што кажав и во самата најава, COVID-19 и невролошките заболувања. Кои компликации може да настанат пост-ковид невролошки? Така. Ова заболување веќе на сите ни е добро познато, респираторен вирус, многу заразен, кој што предизвикува начелно респираторна болест, горно респираторна и она пострашната долно респираторна. Меѓутоа, како поминува времето и како ова пандемија се надеваме се приближува на крајот, се повеќе излегуваат и други системи атакирани од вирусот, еден од нив е и нервниот систем. Овој вирус знае да ги нападне нервите, мозокот, коските, мускулите, зглобовите уште на самиот почеток, меѓутоа исто така и пост-ковид синдромот, кој што е се повеќе присутен, содржи плеада или мноштво невролошки симптоми, како што напоменавте. Кои се тие невролошки симптоми кои што настануваат пост-ковид? Најчесто. Прво да дефинираме за гледачите дека пост-ковид синдром е ентитет кој што се јавува од прилика 3 месеци или 12 недели после завршена акутна ковид инфекција. Значи, вие веќе не сте заразни, немате типични симптоми на ковид, меѓутоа доаѓаат симптоми кои што не можат да се објаснат со никаква друга состојба, болест и ние ги викаме пост-ковид синдром. Најчесто и тука првично се јавуваат симптоми од респираторниот систем. Пациентите имаат сува кашлица, ќе се пожалат на недостаток на воздух, болка во градите, болки по цело тело и замор. Од невролошки пост-ковид симптоми во склоп на пост-ковид синдромот најчести се главоболка, губиток на чувството за мирис и вкус, кое што е присутно и во акутната фаза, замор, когнитивни пореметувања, емоционални пореметувања, душевни во смисла нерасположение, несоници, губиток на апетит, болки, не знам дали ги спомнав главоболката, спомнав и некогаш се навистина тешки за објаснување на пациентите, а секако и за третман. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашања до нашата денешна гостинка доктор Гашевска. Доктор Гашевска, ги споменавте симптомите. Дали лице кое што има вратоглавица, кое што можеби има заборавеност да заборава, иако можеби не е толку возрасен, бидејќи нели заборавеноста се препишува со старењето и има прележано COVID-19, треба да побара помош кај невролог? Треба да побере помош кај невролог доколку симптомите ги чувствува за прв пат, доколку му го онеспособуваат секојдневното живење и го реметат квалитетот на живот. Се разбира, овие пост-ковид симптоми за многу пациенти се нетолерабилни и ние тогаш викаме да, обратете се на лекар, конкретно за невролошка симптоматологија на невролог. Меѓутоа, доколку се толерабилни, односно не се толку манифестни, може и да причекаат пациентите едноставно да помине времето кое е неопходно и работите се средуваат често сами од себе. Сакам да кажам, не секогаш се сериозни овие симптоми. Но колку може да бидат сериозни, кои се оние сериозни компликации невролошки кои што може да настанат пост-ковид? Сакам да напоменам дека посериозни пост-ковид симптоми, особено невролошки, имаат пациенти кои што имале потешка форма на болест. Пациенти кои што заради COVID-19 болеста захтевале болничко лекување, особено лекување на оддели за интензивни неги. Пациенти кои што биле на кислородна поддршка со висок проток, значи ви треба повеќе кислород за да може да функционира телото, да се оксигенира нормално, или кои што биле на респиратор. Кај таквите пациенти ние очекуваме посериозни невролошки манифестации и очекуваме
понатамошно лечење. Исто така сакам тука да нагласам дека не се така познато и дека ние во блиска и далечна иднина уште повеќе ќе ги гледаме тие компликации, невролошки симптоми и ќе се занимаваме со нивното лекување, третирање. Какви пациенти доаѓаат кај вас во ординација? Еве оние што имале можеби тешка клиничка слика, што лежеле во болница, биле на кислород, кои се оние заболувања, нарушувања кои што ги добиле сега по прележување на вирусот? Тука треба да кажеме дека невролошки компликации и болести има не само во овој пост-ковид синдром, туку има и за време на акутната фаза. Она што како податок ни е релевантен и достапен е дека обично невролошките симптоми, невролошките компликации се јавуваат на самиот почеток на инфекцијата и правилото е колку е потешка COVID-19 болеста, поголеми се шансите да добиете и некоја невролошка компликација. Ние тежината на COVID-19 болеста, ја цениме според тежината на белодробната инфекција, на пневмонијата. Тие пациенти имаат поголема шанса да добијат и невролошко заболување на стартот. Дури некогаш невролошките заболувања се први, например, имате иницијален мозочен удар кај млад пациент, тоа е наведувано како често и треба да помислиме дека можеби тој има ковид, зборам во овие пандемиски услови. Неретко туку може да се случи да го пропуштиме ковидот затоа што иницијална манифестација не е мозочниот удар. Така, ќе продолжиме со разговорот, да им дадеме предност на нашите гледачи. Повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам вас и докторката. Ви благодариме. Желувам добар и успешен ден. Би сакала да ја прашам докторката. Јас лежев во болница заболена од ковид едно 5 недели. Меѓутоа имав многу големи проблеми со дишните патишта и со многу интензивно кашлање. Делимично без на кислородна поддршка, примав терапија од болницата и само докторите тоа што требаше. Меѓутоа кога ме отпуштија како делимично опоравена. Сега, после месец и пол, ми се јавуваат многу големи проблеми во врска со искашлување на некој шлајм кој што е толку бел и леплив и не можам да се доискашлам. Баш као тоа, после ковидот добив проширено срце и од време на време ми се јавува таква тахикардија што ни апчиња не ми помага. Мислам, примам васалкомбе, ама имам и понатаму тахикардија, многу се потам и во текот на ноќта имам голема несоница. Не знам, може 2-3 сати спреам во текот на ноќта, се чувствувам многу малаксана, како прецепана, како кузна и колку физичка работа да имам Так, да. Еве разбравме ова пост-ковид синдром, дали може така да го наречеме, со сите овие симптоми што ги кажа нашата гледачка. Пациентката, да, наведе голем дел од пост-ковид симптомите кои што можат да се јават и ова е еден типичен пример каде што нарушен е квалитетот на живот. Значи госпоѓата кажува дека кашла, дека не може да спие ноќе, дека се поти, дека има проблеми од кардиоваскуларниот систем. Очигледно е дека на оваа господја и треба лекарска помош. Еве ситуација во која пациентите мора да се јават на лекар. Она спомна дека најмногу проблеми представува и дава тешкото дишење и густ шлајм кој што го искашлува. Јас би советувала најпрво да се јави на интернист пулмолог, бидејќи во оваа ситуација може да има, ние викаме, суперпонирана налепена инфекција од болничкото лекување. Спомна дека била 5 недели, ако не се лажам, во болница, така што приоритет им се дава на кардиолошките и пулмоналните симптоми, а тек потоа доаѓа регулирање на несоницата, потењето и голем дел од овие симптоми што ги спомна. Во секој случај ова заслужува исследување. Да се јави прво на пулмолог, а потоа и на кардиолог. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте? Ало. Да, повелете. Добар ден. Добар ден.
Сакам со докторката да уклучена сум кај докторката. Да, повелете, ве слушаме. Добро. Докторке, добар ден. Добар ден. Добар ден и за екипата на Сител телевизија. Благодарам. Јас примив на 25 мај, примив прва вакцина. Добро. Не ми беше ништо 2-3 дена, а после тоа требаше да одам на бања, пошто бев оперирана од вештачки колк. Кога отидов на бања, после 5-тиот ден не можев да ги кренам раците. Раците од рамото, лактите, до прстите и ме отекуваат раците. Апетит немам за јадење, наскоро јадам, за болките пијам бруфен или трамадол, да се смират, но не се смират болките, меѓутоа малку барем да имаат подобрување. Не знам каде да се јавам и што да правам. Дали Апетит нема многу. Спомнавте дека примивте во мај првата доза или ви заврши вакцина? Првата. А втората доза ја примивте? Не сум, пошто пише, ми сам кажал за 3 месеца тие вакцини. AstraZeneca, значи, да. Добро, AstraZeneca. во ред. И прашањето вие предпоставувам околу болките. Да, во рацете што не може да. да ги... Така. Се чудам дали да пуштам инекција или не. Дали? Дали да пуштам втора вакцина или не. Дали да прими втора доза? Очигледно овдека се работи за хроничен болен алгичен синдром. Ние го викаме, пациентката спомна дека се оперирала од колк. Не знам дали е скршеница или е артрозна промена. Не би го поврзала ова што и се случува со вакцината против ковид, така да јас и советувам да си ја прими и втората доза. Заштитата е многу поважна од сите несакани ефекти често лажно ги поистоветуваме со вакцината. Овој хроничен болен синдром веројатно е од истата причина како на колкот, меѓутоа на вратниот дел од рбетникот. Така да јас би советувала да се јави на ортопед и тоа прекумерно земање на аналгетици можеби треба да се реши на поинаков начин, а вакцината апсолутно да се прими. Така. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програмаста. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас лежиш на неврологија кај докторка Соковиц. 10 дена лежев кај во нивното оделение. Ама, знаете дека јас шекер добив никогаш не сум имала. Сега, пред ковидот, мислам, кога ме однесал во болница, 20 ми беше шекерот. Едини. Меѓутоа, добро поминав таму во болница. Али кога излегов, вие верувате дека јас не можам да се движам, не сум способна за никаква работа да ја извршам. Тешко се движам, омалактена, не можам да ви кажам какви лоши, без на кардиолог, без на невролог, без на психијатрија, бидејќи страшно има стресови таму, до мене жена почина. До мене јас ја гледам. Знаете како се ја вознемири. И сакам да ви кажам, на психолог бе, меѓутоа никакви подобрување нема. Меѓутоа да ја кажам на докторката, јас пред дали можда и сгрешив, требаше малку покасно да ја примам вакцината и ја прими вакцината Синовак. Меѓутоа, откако ја примив вакцината, имам отоци на нозете, раката кај што ми ставија, не можам да ја кренам да земам нешто, верувајте. А кога ја примивте вакцината? Се извинувам што ве прекинав. Сега на трети треба да ја примам втората. Значи на трети сум ја примила вакцината, најверојатно, не знам, не се сеќавам сега, а треба на трети втората да ја примам. И сега докторката убаво, ја слушам, цело време ве слушам и рече она дека вакцината мора да се приме. Меѓутоа, не знам сега, а денеска бев на неврологија кај нив во лабораторија, редовно крв прегледувам све, сега не знам резултатите, треба кај 1 сат да ми изда. И што да правам сега, кажете? И оваа гледачка поврзува со вакцината, иако како што и јас ја слушнав, симптомите ги имала и пред да ја прими првата доза. Ова добро дека се јави гледачката и посочи ваков проблем, она кажа пациентката до мене почина. Тоа се големи стресови кои оставаат и
многу долгорочни последици. Знаете, сите пациенти кои што се болни од COVID-19 болеста, без разлика дали е болеста лесна или е потешка форма, особено тие што се хоспитализирани, имаат психички се оптеретени, емоционално страдање покажуваат. Се наоѓате во средина каде што има и тешко болни, каде што луѓе умираат, се борите за воздух, се борите за здив, неизвестноста што ќе се случи со вас, што ќе се случи со вашите најмили. Она кажа, јас бев на кардиолог, се еворет, анализи правам, тие се добри, меѓутоа таа не се чувствува добро. Мислам дека ова е ситуација каде што треба да се работи со психолог, каде што треба да се работи со психијатар, и треба да се, пак ќе кажам, да се почека, да бидеме трпеливи, симптомите траат долго, меѓутоа обично исчезнуваат. Во оваа ситуација треба подкрепа, треба терапија. Вакцината не мора да се прими, меѓутоа јас секогаш сум за, значи, вакцинирање, не е дека мора, меѓутоа е многу пожелно, многу корисно, за да не се наоѓаме повторно во вакви ситуации, да гледаме тешко болни, да гледаме смрт од оваа болест. Така. Доктор Гашовска, уште на почетокот споменавме дека времето ќе ни покаже овие пост-ковид компликации, дали ќе бидат долготрајни, дали ќе бидат краткотрајни. Меѓутоа, дали имаме случаи, имајќи во предвид колку време ни трае оваа пандемија, кои што можеби уште на почетокот имале COVID-19, меѓутоа овие компликации, конкретно невролошки, се уште да траат? Да. Еве, сите пациенти, мислам, овие што се јавија гледачите, се жалат на долгорочноста на симптомите. Може да траат различно долго и се разбира, ако траат премногу, тогаш ние ги советуваме пациентите да побараат лекарска помош. Долгорочните последици не можеме уште да кажеме какви ќе бидат. Некои ќе се јават години после завршетокот на оваа пандемија. Сакам само да подсетам на една пандемија на почетокот на 1918-та, мислам дека беше, ако не се лажам, тоа беше пандемија со грип, со вирусот на инфлуенца. Години после тоа се јави Паркинсонова болест, невродегенеративно заболување како резултат на таа пандемија. Сакам да кажам, треба да почекаме, треба да видиме што ќе се случи, да се пратат пациентите, особено тие кои биле на интензивно лекување, бидејќи невролошките компликации можат да бидат трајни и на жалост и нелечливи. Знаете, ако белите дробови се болни многу, ќе го ставите пациентот на респиратор. Ако бубрезите откажат, ќе го ставите на машина за диализирање. Такво решение за мозокот нема. Споменавте шпанскиот грип и пандемијата, односно последиците од шпанскиот грип. Ако и сега ние имаме пациенти кои што ви доаѓаат во ординација, велат дека заборават све, тогаш што да очекуваме од оваа пандемија? Првиот симптом, пациентите кои што има COVID-19 на почетокот на пандемијата, и тоа во Кина, таму каде што почна, биле конфузни. Лекарите заприметиле дека тие се конфузни. Ние тоа го викаме енцефалопатија, значи страдање на мозокот. Ние не знаеме дали овој вирус предизвикува поголеми, пострашни енцефалопатии од другите вируси кои што сме ги имале во поблиска и подалечна историја. Меѓутоа, она што може да се каже е дека ги имаме многу често. Дали може, како го споменавте, мозочниот удар, дека може нели мозочен па да го испуштиме COVID-19, меѓутоа може ли после COVID-19 да дојде до мозочен удар доколку пациентот е имал потешка клиничка слика? Може. Затоа што и самиот вирус беше кажано, односно она што го читаме од посериозни центри, од посериозни истражувања е дека има прокоагулантни својства, односно склоност кон тромбозирање, нели сите ги мерат тие фамозни димери, кај многу пациенти се покачени, така што може да се јави и бројот на мозочни удари е зголемен после оваа пандемија. Ние сега зборуваме нели за симптоми од аспект на вртоглавица, заборавеност, меѓутоа може ли да дојде до оние посериозните што се во невролошката дејност, како например епилепсија, мултиплекс склероза, да предизвика овој COVID-19? Ние се задржавме најмногу на симптомите кои што може да ги даде овој вирус врз централниот нервен систем. Кога ќе кажеме централен нервен систем, мислиме на мозокот во главата и на мозокот во рбетниот столб.
мозочниот удар е еден таков симптом, например, болест. Но вирусот ги напаѓа и периферниот нервен систем и коските и мускулите. Например, од периферен нервен систем чести се воспаление на нервите. Тоа ние медицински го викаме полирадикулонеурит, исто така една честа последица, честа состојба со која ние се среќаваме сега. И болки по зглобови, по мускули на кои пациентите се жалат, а се поврзани со дејството на вирусот и тоа директното дејство на вирусот врз овие делови на нервниот систем. Дали тоа значи дека тие продолжуваат со терапија кои ќе дојдат кај вас, иако нели го прележале COVID-19 пред 3, пред 6 месеци? Да, апсолутно. Они се подложни на дополнителни инвестигации, испитување и на дополнителна терапија. Спомнавте и епилептични напади. Они се поретки во оваа ситуација, меѓутоа ги има и опишани се во литературата дека се случуваат кај пациентите. Овие невролошки постковид компликации, дали бираат возраст или ви доаѓаат и млади и стари? Не бираат возраст, меѓутоа се може да се случат кај било кој. Меѓутоа се почести на жалост кај помладата популација. Дури и ова зашто најмногу зборуваме мозочниот удар е почест кај млада популација, значи кај луѓе под 50 години и се работи за масивни поголеми мозочни удари каде што е тромбозиран или зачепен голем крвен сад. Зошто кај помладите доаѓа до такви мозочни? Нема објаснување зошто тоа се случува. Нема објаснување, меѓутоа е запазено дека се помлади пациентите, затоа што кога зборуваме за мозочен удар во новие пандемиски услови, тоа е болест која што е нели почеста за повозрасната популација, кај луѓе кои што имаат ризик фактори, дијабет, висок крвен притисок, срцеви аритми и така натаму. Кај младите луѓе не очекуваме толку коморбидитети, а они сега добиваат мозочни удари. Веројатно е поврзано со склоноста овој вирус да према тромбозирање, односно згручување на крвта. Меѓутоа, колку влијаат и дополнително стресот, начинот на живот, се тоа што го опиша и нашиве гледачи, лежеле во болница, гледале како луѓе умираат? Па има влијание, секако не е за подценување. Конкретно кај мозочниот удар не би го ставила стресот во преден план, сепак ние бараме посериозна причина него стресот на кој што сите сме изложени, еве и овие пациенти кои што лежат по болници несомнено го имаат. Меѓутоа повеќе влијае на другите постковид симптоми отколку на мозочниот удар како болест, би рекла. Така, доктор Гашовска, бидејќи ни се приближува крајот на емисијата, еве за крај еден апел од вас како невролог, како лекар, до сите наши гледачи, не само тие што го прележале COVID-19, меѓутоа што доколку еве имаат некои од овие симптоми, како да го најдат спасот, дали треба дома да седат, да пијат аналгетици за вратоглавици или за главоболки, или да побараат да се јават кај невролог? Доколку пациентите поминале лесно со COVID-19 како болест, им се јават било кој од овие симптоми што ги спомнавме, кои што од типот на главоболка, замор, болки по зглобови, мојот совет би бил, несоница, нерасположени, мојот совет би бил да останат дома и да изнедат начин како со менување на дневната рутина, на релаксација, да се изборат со симптомите. Но доколку симптомите траат долго, доколку се засилуваат, а не поминуваат, тогаш да, им советувам да се јават на лекар. Секако им советувам да се јават на лекар оние кои што имаат симптоми од респираторниот систем, болка во гради, тешко дишење, они треба и мора да се јават веднаш за да не се пропушти посериозна последица. Така. Доктор Гашовска, јас ви благодарам што одвоивте време и што споделивте дел од вашето искуство, односно совети до нашите гледачи кои што се надевам дека ќе ни бидат корисни. И јас се надевам и ви благодарам на поканата.